Добро утро, малечки принцови и принцези. Ова е населба аеродром, повеќе позната како Јане Сандански. Значи некаде на булеварот Јане Сандански, ви веднаш во близината на Веро. Тука по оваа улица се наоѓа оваа бела зграда во која што има нешто многу интересно. Почитувани дами и господа, денеска дојдовме да ја посетиме игротеката Твити. Јас и мојот другар и ти денеска решивме да одиме на една детска забава да видиме како дечињата се забавуваат во овие модерни, супер модерни детски игротеки. Впрочем, денеска дојдовме во една од најдобрите. Тука е нашето мече. Само да го поздравиме, да направиме да пукне. Мечето е секогаш расположено и ги чека гостите кога доаѓаат пред влезот на оваа игротека Твити. Така да, почитувани гледачи, јас сум подготвен, подгответе се и вие. Одиме сите заедно по мене да видиме што се случува вонатре. Охо, добро утро! Абе, супер звезди, шо правите? Да пукне, здраво, живо! Дали се чувствувате добро овдека во игротеката Твити? Ние, драги гледачи, денеска со супер звездите дојдовме овдека да направиме џумбус, да направиме нешто невидено и нечуено до сега, да видиме како функционира оваа игротека. Дечиња, дали сте расположени за почеток да го запознаеме нашиот домакин? Да! Почитувани малечки принцови и принцези, наш домакин денеска е тетка Вики. Еден голем аплауз за неја. Ева, тетка Вики доаѓа овдека. Здраво, тетка Вики. Здраво. Овели тетка Вики. Тетка Вики, како си? Дали си расположена? Суперски. Еве ги супер звездите денес дојдоа овдека да внесат екстра расположение во игротеката Твити. Ние чувме дека ова било најубавото место во цело мало. Се уверивте сега? Апсолутно се уверивме. Ви се допаѓа ли овде? Да! За почеток едно прашање сакам, значи да кажеме што е и кој е тој Твити? Твити не го знаете кој е? Па еве да го покажеме за оние кои што не го знаат. Јас многу добро го знам. Питнама кога викаше се пласам од сласниот мацол? Кој викаше така? Кој викаше така? Дживджи. Еве го, кај нас познат како Дживджи, а во светот познат како Твити. Еве да го познат како Твити. Како Твити, еве го, значи еве го во едно издание, еве го во друго издание да го видат нашите гледачи. Значи сега сите го знаете кој е Дживджи? Да! Ето така, тој е тој што се бркаат со мацолот нон-стоп. И не се плаши од мачарот. И не се плаши воопшто. Тетка Вики, едно прашање, од кога значи постои оваа ваша игротека? Само 3 месеца. Само 3 месеци, значи скоро е отворена, она е сосема нова? Да, крајот на 2004 се отвори во ноември. Релативно нова, но верувам дека ја знаат. Апсолутно. Знаете. Да, ние чувме дека е многу позната овдека баш во овој дел, значи на населбата аеродром, поточно Јане Сандански каде што се наоѓаме сега, но чувме дека овде доаѓаат и дечиња од други населби, точно ли е тоа? Од сите делови на градот. Дали некој од вас претходно бил овдека? Ајде да крене рака тој кој што бил овдека. Еве веќе имаме дечиња кои за овие 3 месеци биле веќе овдека. Од каде све доаѓаат дечиња во оваа игротека? На наше големо изненадување и од Рачево ни доаѓале од Дорче, значи од најдалечните делови на градот. Од сега. Ето, само од аеродрома доаѓаат, но и од аеродром, од Лисиче, од сите околни места. Поради што? Поради тоа што е добро уредена или поради тоа што има добра програма оваа игротека? Од двете причини, веројатно. Мислам дека најоригинални сме со програмите што ги имаме и дека тоа е главната причина поради која што доаѓаат не само еднаш, туку доаѓаат пак сакаат, нели, да ги видат и другите видови на забави, освен на таа што биле. Така, ние дознавме дека овдека има многу аниматори кои што работат, кои ние подоцна ќе ги запознаеме сите, кои што работат со дечиња. Значи, најчесто на која возраст деца доаѓаат овде? Од година и пол до 11 и пол. Без страх можат родителите да ги остават? Слободно. Си има аниматори обучени што си работат со нив во оваа просторија, се увериат во овие звездички како функционира тоа, а мајките, татковци, баби и дедовци си пијат таму кафенце, сокче, си читаат списанија. Им растат опашки и слично. Да, или ги оставаат сосема сами да си играат кај нас. Апсолутно во ред. Дали сте расположени сега да направиме еден џумбус? Што ќе правиме за почеток? Џумбус. Во ред, јас предлагам да направиме кратка пауза, а потоа да се вратиме овдека да ги запознаеме, значи кои се тие аниматори, да им поставиме некои прашања, да станеме значи така малку поблиски, да видиме дали се тоа некои страшни девојки или некои фини, некои згодни девојки. И како знаат да ги анимираат, нели? И како знаат да ги анимираат дечињата. Океј, може сега да направиме пауза? Да! Шубаво, сега дојавме да се изиграме тука. Како е за волку многу деца, тетка Вики? Многу е убаво. Ти сигурно најдобро го знаеш тоа. Зашто работиш со многу. Апсолутно, јас уживам помеѓу децата, исто така и вие? Најмногу на свет.
Обично кај нас има поголема бројка на 30 на 50 на се појавуваат. Значи, тој сакав да прашаме, беше прашање до колку деца во просек значи дневно доаѓаат овде? Од 30 до 50. На забава, ако има по 2-3 забави на ден, значи 150. Има и околу 150. Да. Браво, прекрасно. Ние како суперзвезди овде имаме еден куп прашања. Сега да видам кој сака да постави прашање. Теодора, ти си сокренати два прста во воздух, а не сме во училиште, ќе ги спуштиме прстињата доле, а прашањето е кое? Дали во игротеката Твити се слават родендени? Ајде, дали овде значи може да се слават и родендени? Да, овде се слават најубавите родендени во градот. Значи јас кога ќе го славам мојот 33-ти роден ден во месец јули оваа година, треба да дојдам каде? Каде? Трити. Твити, игротека, Твити, дали За тебе специјален роден ден ќе смислиме. Некој што не е моментално во програма, зашто програмата е за возраст до 12, така. Да, до 6 оделение или да те подмладиме. Ме интересира, значи, а тешко дека може многу да се подмладам, но ме интересира какви све програми за дечиња може да се организираат и какви родендени се организираат. Има 20 програми на избор, адаптирани се за различна возраст и поли интереси на тој што слави. Значи има за најмали од година 2-3 до 6 оделение. Јас знам дека има некои многу интересни покани кои што доаѓаат им се испраќаат на оние славенеци, па и на нивните пријателчиња за да има ли нешто од тоа да покажеме овде кажа пред камерите да видат дечињата, ај ги во близина се. Значи ево да може да видат нашите гледачи што е ова. Значи ова Значи таа е покана за Шрек забава, има и слика на детето што славело кај нас. Сме го сликале тука и веднаш се изработува со слика од Шрек, нели, со текстче така интересно за најшрекстакуларната забава. ова е шрекстакуларна забава. Одиме да видиме сега што станува со втората покана. Ова е покана за каква забава? Тоа е за немо забава, каде што ги повикува сите што ќе му дојдат да го препливаат булеварот Јане Сандански, да се нурнат кај бројот 65 за да го најдат рипчето немо. Браво, одлично, да видиме сега друг вид на покани какви имаме, па сите се различни. Сите се различни, со различен текст, со различни ликови и во доменот на интересите на звездичкиве твои. Ај прашај ги дали знаат кој е тој? Дали знаете кој е овој, значи овдека? Кој знае да каже? Декстер! Еве го, значи, Декстер. Значи има и декстерска забава. Да, таа е најексперименталната забава на научникот Декстер. Ја открил формулата за најуспешен роден. Да? Не си знаел? Не сум знаел, еве сега почнав да учам. Тој знаат. Ајде да видиме уште нешто. Ова е за девојчиња интересно. Дали знаете што забава е ова? Ајде да видат нашите гледачи како изгледа Барби забава. Еве уште една Барби забава, значи во игротеката Твити. Колку разни видови на забави значи постојат ова? 20 забави, за најмали до, ви кажав, тука е 6-7 оделение, за нив правиме некоја шема со диско, со пење, тоа што ги интересирани. Секоја забава од секоја друга забава се разликува. Скроз се различно, скроз. И игрите, апсолутно. И поканите се различни, игрите и за све. Освен тоа што дечињата играат, значи што може друго да добијат овде? Па нели изненадување е тоа? Имаме Сладки изненадувања. Значи, освен играње и пење, има сладки изненадувања. Мама и тато што прават во тој момент? Уживаат. Си имаме просторија само за мајки и татковци и сите нивни присутни, пријатели и тие си уживаат сами. Значи има посебна просторија каде што родителите може да чекаат. Ќе видиме? Па да, ќе појдеме подоцна таму, само претходно да ги поставиме овие други прашања кои што остана. Ајде одиме поред, вака 1, 2, 3. Зато кој беше твоето прашање? Здраво, сакам да ја прашам тетка Вики дали е интересна работата што ја работи. Колку убаво прашање, тетка Вики, колку е значи за тебе возбудлива, интересна и колку ја сакаш оваа работа? Сите што работат со деца знаат дека тоа е најинтересната работа во свет. Еве, јас можам тоа да го потврдам дефинитивно. Прв да го потврдиш тоа дали е така или не. Вистински е така, јас уживам кога сум заедно со волку многу деца. Дали вие деца уживате заедно со мене? А уживате ли со тетка Вики? Да. Тогаш немате поим колку ние повеќе уживаме заедно во друштвото со вас. Така ли му доаѓа? Да, кај нас сите доаѓаат среќни, весели, расположени за прослава. Така да тоа е најубавиот момент во целата работа. Одлично, супер. Да видиме следното прашање за Злато колку е. Здраво, сакам да прашам тетка Вики колку аниматори има во оваа игротека. Ајде да видиме колку аниматори имаме. 4 аниматори има, мечето е едно, го видовте? Тоа ги пречекува на влезната врата, сите ги воведува во игротеката, имаме 3 дадички, ќе ги запознаете.
Значи имаме и 3 дадички плюс кои што работат овде секојдневно. Да, тие ги објаснуваат игрите секојдневно се тука, да, ги анимираат сите што ќе дојдат и им објаснуваат нели како да играат, ги наградуваат тие што се најдобри. Прават джумбус. Джумбус. Еден збор прават джумбус. Да видиме последното прашање кое е злото. Сакам ја да прашам тетка Вики од кај ги наште толку убави играчки. Стварно тетка Вики, од кај ги најдовте волку убави играчки, еве секакви ги има. Секакви. На секаде ни светот. Од најубавите продавници во Македонија и од сите блиски држави околу нашата. Околу нашата. Јас слушам дека овде секојдневно има прилив на некои нови играчки, дека нема ден кога не се носи овдека нова играчка. Тоа е најнеопходно, бидејќи сите што доаѓаат тука ќе поиграат со нека играчка ден-два и после им не е интересно, па мора да им понудиш нешто што е ново, што првпат у живот го гледа. Така, сакам за крај на овој блок овдека да поставам јас уште едно прашање, бидејќи од дете многу сум по играчкиве. Сакам да дознам, значи, колку играчки вкупно има овде, дали има некоја бројка, дали тоа некој израчунал, дали може да се каже. Никој не се погрижил да преброи, ама бројката секојдневно се менува. Зашто некои ќе се подкршат, па ќе ги фрлиме, па ќе набавиме нови, така да. Но во секој случај има повеќе стотици играчки, ако не и неколку илјада. Да, и не ги вадиме ние секогаш сите да ги гледате, па да ви се здосади. Денес едни, утре други. Утре други, значи секој ден нешто ново се случува, никогаш не. Скриени се во шкафчиња. Вред, јас предлагам сега пак да направиме пауза. Може пауза? Ние сме расположени за пауза, бидете расположени и вие, почитувани гледачи, одиме со малку музика, малку топ листа, малку песни, а потоа се враќаме овде да ги запознаеме нашите аниматори, така беше? Да. Оние прекрасни девојки кои што се дружат овдека да направат забави какви што нема никаде на друго место низ градот и низ државата. Охо, шубава фризура имам ја, драги гледачи. Зашто е вака, тетка Вики? Што ми се случи со косава? Што ти се случи? Сега си кловен. Сега сум клован, драги гледачи. Дали ви се допаѓам вако? Им се допаѓам ли супер звезди? Да. Вам ви се допаѓам вако? Да. Па и вие сте чудни, бе, дечки, што ви се деси? Што ни се случи, тетка Вики, на сите нас овде? Твоите супер звездички сами се маскира со маските што ги имаме и си направија своја комбинација. Вие редовно правите вакви работи овде? Редовно, за секоја забава си има различни облеки, значи сакаат сите да изгледаат како нивните ликови што ги одбрале за забава. И тоа игротеката Цвитин го возможува на овој начин? Се разбира. Вие имате многу костими? Па имаме, да. Еден куп костими. Ајде браво да представиме да видиме некој од овие костими. Значи ова е наша малечка принцеза. Злато, шо правиш бе ти? Добричка се. Значи да кажеме каков костим е ова, дали го знаеш својот костим? За кој што и каков костим е ова? Ти си Барбика? Она е Барбика, значи имам една Барбика се. Да, има повеќе барбики овдека, само малку сакаат да личат и на кловнови, па си направија комбинација нивна. Добро, ајде да видиме, значи Барбиката ја видовме, може сега да седнеме на твоето место да го видиме овој дечко овдека што е облечен во Хари Потер. И Хари Потер е тука заедно со нас. Леле, колку ми е драго, значи Хари Потер го имаме. Да, најголемиот волшебник. Најголемиот волшебник го видовме, за сега да видиме оваа женска овдека. Здраво, Bubbles, значи каква облека? Тоа се од Powerpuff Girls, тука има и Bubbles, и Buttercup, и Blossom, сите се тука. Покажеме сите, значи ова е костимот на Bubbles. Bubbles, одлично. Bubbles оди на своето место. После Ти беше Buttercup? Да. Buttercup, ајде да го видиме Buttercup, драги гледачи, еве го Buttercup, Теодора бе, леле, што си згодна, ти вака правиш по дома? Да. Правиш и по дома, правиш и тука. Еве, овде можеме да правиме се што правиме по дома. Одлично, супер, продолжуваме. А што костиме овој сега да го презентираме? Јас сум клован. Леле, ние сме исти? Да. Ти си клован, јас сум клован, колку? Драги гледачи, во ова е лудница, значи имаме и клован, да видиме понатаму, кого не го покажавме? Кукло, што е ова? Бласом. Како? Bubbles. Бабл, имам уште еден Bubbles? Да, има. Дел од нив се Bubbles и Blossom и Buttercup. Ти знаеш кои се тие? Да, не ги знам точно, иако сум слушал. Мора да ги знаеш. Мора Добро. да видиш каква забава прават тие кај нас. Уште кој костим треба да го покажеме да го видат нашите гледачи? Еве да го видиме овој костим на Сања. Санчеве, зашто си вакво укосата ти кај мене? Зашто сум клован. И ти си клован, и Сања е клован. Да видиме што имаме тука. Јас сум Buttercup. Buttercup. А ова? Јас сум Blabs.
Bubbles, а ти колко те кажавме, еве партиката наша, Барби. Одлично, прекрасно, супер. Сега да видиме откако ќе ги облечеме, значи, овие прекрасни костими, што правиме понатаму? Понатаму си играме. Сега малку се измешани, бидејќи од различни забави се... Но ние сакавме повеќе да покажеме. Да, за да презентираме поголем дел од игрите, ќе видите како тоа изгледа. Така, супер. Сега дали може да ги запознаеме вашите аниматори? Се разбира. Кои што се тука веднаш до мене, еве јас ќе седнем овде, нашите дадички, ете така. Да кажеме здраво за... Кате. Здраво, Кате, здраво за... Анастасија. Еве Анастасија и нашата презентерка, значи, аниматорка Ане. Ане, како си? Супер вие? Ане, одлично и супер, да ви кажам и прекрасно че се чувствуваме овде меѓу вас. Не сум ти малку чуден со фризурава моја? Малце. Дали вие правите исти вакви трикови? Носите ли вие? Да. Перики да... Забава си носиме и ние перики, маски, разни. Значи разни маски, разни перики. Интересно е ли да се работи вака со дечи? Многу интересно. По колку часа? Што? Апсолутно. По колку часа на ден од прилика го поминувате овдека? Па во 2 смени работиме од 9 до 3, од 3 до 9. Сега ако има роден дени, заглавуваме и до покасно. Али од прилика тоа е тоа. Така, они игри кои што ги правите, значи кои што ги играте со дечињата, од каде добивате инспирации за нив или прашувате по други места или Вики ви ги кажува? Па зависи од цртани филмови, ликови, забави претходно што има нешто децата ако ги интересира според нивните интереси. Така, значи пратите се што се случува во овие кругови каде што има нови цртани филмови за деца, нови филмови, сето тоа што е интересно ви им го презентирате. Да, па во главном Вики ги има смислено забавите и игрите. И добро има и нормално бара се консултира со нас, нешто ново да додадеме, некои нови идеи да нешто ново да внесеме во тие игри. Меѓутоа, она е главниот кривец за сето тоа што се случува, незината креативност е таа што е тука преточена на некој начин. Одлично, имаме ние милион прашања. Дали вие сакате нешто да ги прашате нашите дадички овде? Ајде да видиме Злато какво прашање имаме. Брзо дојди кај мене овде, заврти се кон камерите и да го чујат тоа. Кога постои игротеката? Кажаме, значи, од кога постои игротеката и од кога сте вие тука? Игротеката постои од ноември, ако не се лажам. Да, 3 месеци, а јас сум практично од Нова година, после Нова година сум овде. Така, дали ви е напорно кога работите? Не, ни малку не е напорно, зашто не е напорно со деца? Значи, уживате во работењето со деца? Да, прекрасно е чувството да се работи со деца, посебно на забавите роденденски. Треба да посетите една. Апсолутно, еве. Поминете. Еве, тука сме да видиме, значи, како од прилика се одвиваат забавите. Дали освен тоа што играте, вие правите некои други работи? Па ние и преку ден имаме работа со деца, значи код дневен престој, значи луѓето кои имаат обврска некоја, за час, за 2 часа, не ги оставаат децата тука и ние ги чуваме. Значи, освен тоа што се слават родендени, се прават забави, дечата се и овдека дојдени на чување. Освен тоа што се чуваат во просторот што може да играат, дали например цртаат, дали например пеат. Да, имаме боенки, имаме сликовници, некои имаме, не знам, енциклопедии, книги разни. И во зависност дали од интересот на детето, некој дете не го интересира да бои, да пишува, да црта, го интересира да реди коцки пример. Тоа прави, значи нека наоѓаме некој компромис, ние пробуваме да им уфрлиме по нешто едукативно во сето тоа што го прават. Ама тие колку е возможно за тие час-два што се тука, апсолутно. нешто успеваме да направиме. Добро. Благодарам на одговорот. Имам уште едно прашање. Каква музика им пуштате на децата овде? Дали децата овде редовно слушаат хеви метал музика, например? Не, слушаат детски фестивали, ако побараат нешто по нивна желба. А не слушаат, например, турбофолк, нешто, народно игри, ора, танцови, немаат такви работи? Не. Супер звезда, Златно славече. Супер звезда се слуша нон-стоп овдека и Златно славече ги пуштате, браво! Супер звезда редовно се емитува секој ден? Секој ден. Ние кога влеговме, токму тоа беа песните кои свиреа овде. Да, секој ден обавезно Супер звезда се слушај. Сите деца што доаѓаат тука кај нас мора да ја знаат Супер звезда, песните, обавезно. Тоа име значи за домашна, кој не знае, оди дома, учи па се враќа повторно. И да не знае, тука ќе ги научи. Ние си ги знаеме сите песни, дечки, ајде аплауз голем еден, громогласен за игротека Твити. Ете, гледате какви све новитети имаат овдека и што све прават за да ги направат дечињата задоволни.
Сега јас мислам дека се уморивме од седење, мене и кичмата почна да ме фаќа. Ајде сега малку да станеме, да се исправиме и да почнеме да играме и да се забуваме вистински онака како што правите вие кога дечињата доаѓаат овдека на вашите забави. Може? Може, да. Подготвени сте? 3, 4, одиме да играме. Почитувани гледачи, играте и вие заедно со нас. Да ги поздравиме нашите драги гледачи. 3, 4. Драги гледачи, ние се отебавме од играње, жива вода се направивме тука. Ајде да видиме кои игри ни беа најинтересни за крај. Ангела, која игра тебе најмногу ти се допадна?
Со пеперутките. Со пеперутките. Да видиме на вас која игра најмногу ви се допадна. Не со пеперутките. А тебе, Злато? Со пеперутките. Леле, све со пеперутките. Теодора, ти? Со ниркањето. Со нуркањето, браво! Кажи ми ти, Злато, која игра најмногу ти се допадна? Кошот. Со кошот. Јована, ти, Злато? Со стрелките. Со стрелките, на тетка Вики? Со мумиите. Со мумиите, браво, сета си изигравме еден куп игри денеска овдека. Дечки, беше ли забавно и возбудливо? Ќе дојдеме ли повторно овдека? Значи игротеката Твити од кога до кога, како е отворена она? Од 9 наутро до кога ќе остане? До кога ќе останеме? Значи може и до полнок да се седиме. Може, да. Нема проблем. Журки во секое време, значи Во може да секое се време, прави. да. Одлично. Дали убаво си поминавте заедно со суперзвездите? Да. Супер. Не бе суперзвезди, чекај сега вас ќе ве прашам на крај сега ова е делот кај ќе ги прашам да дичките како они си поминаа со суперзвезди. Супер со супер звездички. Бевме лоши или добри? Најдобри. Не сакате ли повторно да дојдеме овдека? Ќе не чекате пак да ви дојдеме? Да, едва чекаме пак да. Кавиги ќе не примите? Се надевам. Надевате Спремиме да ние ќе дојдеме. нови награди, нова торта, се. Ние кажавме дека имаме сега изненадување за крајот и да го покажеме сега овдека. Почитувани, да, го носиме сега. Впрочем, драгите гледачи ќе можат да видат од тамо нашиот Медо какво чудо ќе ни донесе овдека. Еве го, почитувани гледачи, изненадувањето за денеска. Ова е тортата која што игротеката Твити ја припреми за нас. Чекајте да ја ставиме да можат да ја видат нашите гледачи овдека на масата доле. Браво! Убава ли е тортата? Ви се допаѓа ли ваква торта? Гледачи, погледнете да видите што пишува значи на тортата. Ја има супер звезда, ете ја горе супер звезда со сина боја, а долу е игротеката Твити и симпатичниот Дживджи, онака како што ние го знаеме од цртаните филмови, а Твити онака како што го викаат секаде низ светот. Ајде сега сите да седнеме прво на своето место. Сите да седнеме на своето место, значи после напорно играње, што следува? Лапачка, после напорно играње следува лапачка. Овдека многу торти се јадат, тетка Вики? Секој ден по 2-3. Секој ден по 2-3 торти се јадат? Да, ама ние се обидуваме да не пробаме од сите. Да, одлично. Дали сте расположени сега да ја нападнеме нашата торта? Пред да ја пресечеме со ножот и да почнеме да јадеме, значи да им кажеме на нашите драги гледачи дека лошо си поминавме овде? Не! Епа како поминавме? Значи дека ни беше најубаво на целиот свет? Да! И поубаво не ни било никогаш до сега? Да! И дека повторно ќе дојдеме во игротеката Твити да се забавуваме, да играме, да лапаме торти, да научиме некоја нова игра која што денеска немавме време да ја научиме, да пробаме некој нов костум кој што денеска исто така немавме време да го пробаме. Ова игротека не изненадува секој пат со разни чуда, така ќе биде и во иднина. Се надам. Значи сите оние кои што сакаат можат да дојдат овдека, да кажем уште еднаш каде е локацијата. Значи во аеродром Карши Стариот трговски. Кажи Стариот трговски Ете Дико. Кајте Дико во близина, значи на големиот маркет. Такова, така. Ете така. Почитувани гледачи, ви благодариме што бевте со нас денеска, што издржавте оваа цела емисија да не дружите. Да им пратиме бакнежи. Да им пратиме клоци. Не. Бакнежи ќе им пратиме, да им пратиме по едно парче торта. Ќе им пратиме и на нив едно парче торта. Ве сакаме, ве гушкаме. Бидете добри, се гледаме следната сабота во 10 часот на Канал 5 телевизија. Почитувани гледачи, тоа беше се за денеска. Бидете поздравени, ве сакам јас и ве сакаме суперзвездите. Ве сака игротеката Твити. Чао на сите. Чао.